Со полагање на свежо цвеќе на спомениците на Методи Андонов Ченто, Кузман Јосифовски Питу, алејата на великаните, споменикот Жена Борец и криптата на могилата каде почиваат останките на над 460 борци од НОП. Денеска во Прилеп се одбележа 80 години од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор. Со востанието започнува и борбата за слобода на македонскиот народ, која пак е продолжување на вековниот сон и стремеж за создавање на сопствена македонска држава. Председателот на Сојузот на борци од Прилеп Круме Соколовски истакна дека 11 октомври е символ на македонскиот вековен непокор и прво ослободително востание, кое што на крајот резултирало со создавање на самостојна македонска држава. Според него партизаните од самиот старт на војната без никаков сомнеж се приклучиле рамо до рамо заедно со антифашистичката коалиција. Поради херојското дело и големата жртва која што ја дал Прилеп, во 1961 година се гради и паркот на револуцијата, а во 1975 година маршалот и тогашен председател на Југославија Јосип Броз Тито на Прилеп му го доделува и орденот Прилеп град херој. На прилепските партизани и други активни дејци во народно-ослободителната и антифашистичката војна на Македонија од 1941-1945 година и припаднаа често да бидат предводници на истата и ја оправдаа довербата. По нив тргнаа и останатите борци кои се создадоа жешка територија за окупаторот, а со нивните акции дадоа свој придонес за целокупниот расплет на Втората светска војна. Пред присутните се обрати градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски, кој што рече дека од Прилеп во НОП учествувале 8000 граѓани, од нив 2700 биле директно со пушка во рака. Од 66 народни херои во Македонија 15 се од Прилеп, 10 загинале за време на НОП, а 5 после ослободувањето. За време на НОП загинале и 650 прилепчани. Јовановски истакна дека денес гордо стоиме пред останките на партизаните кои со својата крв и со својот живот ја испишале денешната слобода. Порача да ја чуваме слободата и да градиме демократско општество за сите. Ние сме им должници на сите, на војводите, на партизаните, на резервистите од Карпалак од 2001 година. На сите кои со својата крв ја испишаа слободата, бранајќи го интегритетот и суверенитетот на својата татковина, која ние посветено ја градиме и понатаму. Во Прилеп денеска беше присутен и председателот на државата Стево Пендаровски, кој рече дека НОП има свој континуитет од илинденскиот период, а доказ за тоа било што сите партизански одреди имале имиња на најголемите великани од Илинден. Под идеологијата на Кузман Јосифовски Питу, во НОП се создал широк наднационален сенароден фронт за борба против фашизмот. Според Пендаровски, доколку македонскиот народ тогаш не се приклучил кон антифашистичката коалиција, денеска можеби и не би имале своја држава. Пендаровски нагласи дека на 2 август 1944 година се удрени темелите на Македонија на заседанието на АСНОМ, а потоа Македонија влегува во Југословенската федерација. Според него, темел на Македонија се илинденците и антифашистите, неспорен доказ кој што не можел да подлежи на никакви историски ревизионизми. За надидеолошкиот карактер на борбата зборува и фактот дека партизаните на слободните територии не инсталираа комунистички режим, туку создаваа нови органи на народната власт како никулци на идната слободна македонска држава. Тие органи ги избраа и делегатите за АСНОМ и АВНОј. Тие органи го избра и Методи Андонов Ченто, кој иако не беше член на комунистичката партија, стана прв председател на президиумот на АСНОМ. При тоа, подеднакво важно е што народно-ослободителната борба беше и антифашистичка. Со Атлантската повелба од 14 август 1941-та, Соединетите Американски држави и Велика Британија се обврзаа дека народите кои ќе се вклучат во антифашистичката борба по војната ќе можат да го искористат своето право на самоопределување. Македонскиот народ не го чекаше исходот од војната, за да се определи и ниту за момент не калкулираше помеѓу двете страни на светскиот конфликт, туку од самиот почеток се приклучи кон антихитлеровската коалиција. Иако денес е тешко да се даде одговор на големите историски дилеми кои биле актуелни пред многу години, можеме да бидеме сигурни дека ако не бевме дел од антифашистичката коалиција, денес немаше да имаме своја држава. Сите документи и манифести од НОП, широката меѓународна поддршка и признание за нашата борба
недвосмислено потврдуваа дека само како дел од антифашистичката коалиција можевме да дојдеме до своја и слободна држава. Денеска во Прилеп почит пред спомениците посветени на НОБ оддадоа голем број на државни и партиски делегации, како и издруженија на граѓани.